Почитувани, нова седмица, ново задолжување. Вчера, неспособната власт, предводена од Заев, Тевдовски и Ангјушев, ги задолжија граѓаните за 21,1 милиони евра преку аукција на државни харти од вредност. Од тие пари, околу половина се нов нето долг на државата. Очигледно, економската политика на владата се сведе само на задолжување, бидејќи ништо друго и не работат. Нивото на реализација на капиталните инвестиции за 2018-та се бедни, односно 40%, а се наоѓаме пред крајот на буџетската година. Ниту се градат патишта, ниту болници, ниту училишта, детски градинки, водоводи, канализации. Јавноста со право се прашува каде завршуваат парите од буџетот и кредитите со кои не товари оваа власт. Економијата доживува колапс. Проекциите за растот на бруто домашниот производ оваа година се намалени на рекордно ниско ниво. Бесмислените политики предизвика отварање на спиралата на инфлација, која го намалува стандардот, а граѓаните ги осиромашува. Јавниот долг на државата галопирачки расте и тоа го посочуваат и меѓународните финансиски институции. Надминати се сите психолошки бариери на долговите. Едноставно кажано, оваа власт ги донесе до работ на бездната, стопанството и целата економија, а со безцелното задолжување го прави и последниот чекор. Ова однародена власт по принципот ситиот гладниот не го верува, наместо за потребите на граѓаните се посвети на личното богатење на функционерите и нивните семени бизниси. Ветуваа живот, а донесоа преживување на кредит. Замачкуваат очи на јавноста со статистички гимнастики, манипулативни пресконференции и ветувања од типот само што не ни тргнало, а веќе се на половина од својот мандат. Ова мора да престане. На ваквите црнила мора да ми се стави крај. Што порано, тоа подобро. Ова црнило кое е спопад на Македонија со владата на Заев, можеме и мораме заедно да го тргнеме. Благодарам.